Кратки најави за денес. Високо ниво на аерозагадување со стартот на грејната сезона. Голем е интересот за вакцинација против сезонски грип. Интеграцијата на земјава во СЕПА, единствената област за плаќање во евра, носи реални придобивки за граѓаните и бизнисите. УЈП се одговори за сите даночни прашања на граѓаните. Растат тензиите во Црна Гора по инцидентот во Подгорица, отворен говор на омраза кон турците. За најавените изостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 14 степени Целзиусови. Во вечерните часови, во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува претежно ведро време со локална облачност и студено со пад на температурите. Во среда на север од Европа, длабок циклонален центар над Северното море продолжува да носи врнежи и ветрови во тој регион, а главната активност е поврзана со студениот фронт што се протега од Скандинавија преку Централна Европа до Средоземното море, носејќи обилни врнежи од дожд. На запад, силен циклон е активен над Атлантикот, условувајќи нова зона за интензивни врнежи. Стабилно и суво време ќе има во источна и југоисточна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните температури ќе се движат од 16 до 22 степени. Во Македонија во среда студено утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 20 степени. Во Охрид во среда по студеното утро со утринска температура од 2 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во четврток умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во петок и сабота по студеното утро со утринска температура од 5, односно 9 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со дневна температура до 16, односно до 18 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со стартот на грејната сезона се вклучува алармот. Мерните станици регистрираат високо аерозагадување. Главните причини за лошиот квалитет на воздухот на брегот на Охридското езеро се огревното дрво и депониите. Со стартот на грејната сезона и охриѓани и стружани дишат загаден воздух. Концентрацијата на штетните PM10 честички се минува од час во час, но во ноќните часови на брегот на Охридското езеро редовно се регистрира високо до енормно загадување. Изминативе денови нивото на штетните честички беше тројно повисоко од дозволеното. Според еколозите, главна причина е огревното дрво и депониите во регионот. Да се загради, да се осветли, да се постојано потрупува со земја, да има луѓе кои што ќе прават надзор и очекувавме во соработка и со национални шуми, кои што се уште ги повикуваме да постапат, да се направи противпожарен коридор, како се нарекува, околу депонијата, околу ѓубриштето, за да нема ризик од проширување на, да кажеме, евентуален пожар кон околните шуми. Последиците се огромни. Допрва ќе ги чувствуваме и веќе ги чувствуваме. Тоа е навистина голем проблем, особено во последните години, и мислам дека секој од нас треба да биде свесен за последиците. Голем дел од граѓаните се греат на дрва. Вело тоа им е неисплатливо поради високите цени на електричната енергија. Ние се грееме на дрва. Многу е потешко на дрва. Палиш поред, чистиш оджак, се искапи се дрвата, па за сечење, па за качување. Ние на спрат сме горе да качиш со кофи да креваш, а имаме и друга опција со струја, меѓутоа знаете како е цената, така да се грееме повеќе на дрва. Да е дрва. Скапа е струја, да кога земиш дрвата и други работи, значи се доаѓат танте за танте. Ето е се, ова е почисто со струјата. Па да ти кажем право, за добар живот и за дишење е дрвото подобро. Исплатливо е, пошто се греевме на дрва, сега се грееме на струја. Како си навикнат да помини зимата, мислам, на поладно, на потопло и тоа. Со штедење. Со штедење, да. Според експертите, врз квалитетот на воздухот влијание има урбанизацијата, сообраќајот и намалувањето на зелената инфраструктура. Општина Охрид изработи план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Предвидени се голем број мерки, но решението е гасификација. Министерството за здравство информира дека интересот за вакцинација против сезонски грип континуирано расте. До сега се пријавени над 70.000 граѓани, а вакцинирани се повеќе од 22.000 лица низ државата. Сите заинтересирани граѓани може да се пријават преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, меѓу кои лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години, лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Во организација на Министерството, превентивни тимови од здравствени установи низ државата продолжуваат со теренска вакцинација и во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лица со попреченост. Интеграцијата на Македонија во единствената област за плаќање во евра СЕПА е историски исчекор кон подлабока европска интеграција, што носи реални придобивки за граѓаните и за компаниите, рече гувернерот на Народна банка Трајко Славевски во своето обраќање на отварањето на 16-тата конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура, што денес и утре се одржува во Охрид. Приклучувањето кон СЕПА, а од следната година и воведувањето на европскиот систем за инстант плаќања ТИПС, гувернерот го спореди со значењето на визната либерализација која беше воведена во 2009 година. Историскиот исчекор на Македонија со приклучувањето кон единствената област за плаќање во евра СЕПА, заедно со Албанија, Црна Гора и Молдавија, е централна тема на 16-тата конференција за плаќање и пазарна инфраструктура која се одржува во Охрид во организација на Народна банка.
Со приклучувањето на земјава на СЕПА, нашите граѓани и компании веќе ги чувствуваат придобивките од делувањето во единствениот европски платежен простор, а тоа се побрзи, побезбедни и поевтини трансакции, што пак на долг рок ќе им овозможи посилни економски врски и полесен пристап до европскиот пазар и до финансискиот сектор, истакна во своето обраќање на конференцијата гувернерот на Народна банка Трајко Славески. Ги разменивме првите искуства од функционирањето на овој систем, откако на 7 октомври, значи се уште нема цел месец, беа направени првите трансакции. Ние очекуваме, според нашите проценки, значителни заштеди и за граѓаните и за бизнисите, посебно за малите и средни предпријатија, затоа што веќе видливи се првите, да речеме, знаци поволности, со значително намалување на цените на трансакциите, кои што претходно се наплаќаја преку нашите банки, кои користеа така наречено кореспондентско банкарство надвор од Република Македонија. Не воведовме, како некои други, да речеме, земји од регионот, горна граница, односно не ги регулиравме цените на услугите, оставаме банките сами во меѓусебна конкуренција во оваа фаза да ги доведат до уште пониско ниво од она што го имаме сега. Гувернерот Славески потсети дека пред 2 недели во Вашингтон 5 земји од Западен Балкан, меѓу кои Македонија, потпишаа меморандум за развој на системот ТИПС за инстантни плаќања. Станува збор за клон на европскиот систем што ќе овозможи поврзување на платните системи на земјите од Западен Балкан и нивна интеграција со европскиот инстант платен систем, иако земјите се уште не се членки на Унијата. Системот, според очекувањата на гувернерот, треба да стане оперативен од јули наредната година. Тоа ќе биде уште еден напредок во модернизација на системот за плаќање во Република Македонија, нешто што досега го немаме, нешто што ќе функционира 24 часа во текот на целата недела, за разлика од сегашните можности, кога системите за порамнување, а тоа можноста за вршење на трансакции или трансфер на средства завршуваат некаде, да речеме, 15-15-30 часот. И како што спомнав, јас мислам дека овие два процеси се некако можат да се израмнати со визната либерализација која што нашите граѓани ја добија пред повеќе години, кога можеме слободно патуваме во земјите во Европската Унија, сега слободно можеме да располагаме со своите средства. Јас се надевам на сигурен начин, со многу ниски трошоци, а од скоро време и многу брзо да се вршат тие плаќања во секунди, што многу ќе значи и за нашата диаспора, за семејствата кои што имаат своји блиски надвор, за нашите студенти кои што студираат надвор, а секако и за сите граѓани кои што на еден или друг начин имаат потреба од вршење на плаќања, а најмногу за компаниите, за бизнисите во една отворена Македонија како што е македонската. Покрај интеграцијата на земјите од регионот во СЕПА, на традиционалната конференција која Народна банка ја организира во соработка со Централната банка на Холандија во Охрид, представници на централни банки, деловни банки, финтек компании, небанкарски даватели на платежни услуги, како и представници од меѓународни финансиски институции и тела на Европската Унија ќе дискутираат и за иновациите во начините на кои се вршат плаќањата, дигитализацијата и довербата во дигитални плаќања. Сите ваши даночни прашања одговорени на едно место. Управата за јавни приходи ја проширува базата на знаење. На веб страницата на УЈП објавен е нов дел со проширена база на знаење на најчесто поставуваните даночни прашања и нивните одговори, која возможува едноставен и брз пристап до точни информации за примената на даночните прописи. Во оваа база на знаење, прашањата се поделени во 3 категории согласно видот на данокот, односно данок на додадена вредност, данок на личен доход, данок на добивка, како и други видови даноци и обврски кои се од интерес за граѓаните и фирмите. Во овој момент достапни се вкупно 260 прашања со детални одговори од Управата за јавни приходи кои се однесуваат на конкретни ситуации. Оваа база континуирано ќе се надградува со цел постојано да обезбедува точни и релевантни информации усогласени со најновите законски измени и со практичните примери од секојдневното работење, информираат од Управата.
Целта на оваа иницијатива е да им се овозможи на граѓаните и правните лица полесно, побрзо и точно да ги исполнуваат своите даночни обврски преку транспарентен и достапен извор на информации, велат од УЈП. Физичка пресметка на паркинг во Охрид. На 27 октомври во 13 часот и 30 минути на паркинг простор на улицата Сирма Војвода во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 26 годишно лице од охридското село Којунско. Тој се сомничи дека претходно на паркингот физички нападнал 70 годишно лице од охридското село Долно Лакочери, затоа што со неговото возило Opel Astra со охридски регистарски ознаки удрил во возилото Volkswagen Golf, собственост на 26 годишното лице од село Којунско, а потоа и во друго паркирано возило Golf. 70 годишното лице се здобило со тешки телесни повреди констатирани во општата болница во Охрид. По наредба на јавен обвинител, увид извршила екипа од СВР Охрид и по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од секторот. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!